Следната програма е платена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Ако ние можеме да научиме како да ја примеме благодатта од Бог и ако дозволиме Бог да работи преку нас, јас можам се преку Христос кој ми дава сила. Ова не е само еден мал стих кој што само го цитираме, но вие навистина го можете тоа. Што и да сака Бог да направи преку тебе, ти го можеш тоа преку Божјата благодат. Може би велиш, па тогаш зошто сум јас толку многу фрустрирана? Ке дојдем и до тоа. Знаете, имам една ламба овде. Зошто нема светлина тука? Ти си ламба и треба да даваш светлина. Каде е светлината? Ох, не е вклучена. О, треба да биде вклучена. Леле, тоа беше лесно. Во ред, тоа е слично на ова. Ако има извор на струја овде, изворот на струја е Бог. Ајде, некој веќе ја има силата. Гледате ли колку сте паметни? Откровение. Има извор на струја токму овде. Не е крив изворот ако ламбата не е вклучена во него. Затоа еве што треба да направиме. Треба само да се вклучиме. Секогаш кога се чувствувате фрустрирани, одвојте време и вклучете се. Секогаш кога ќе се почувствувате изморени, вклучете се. Не се не осмелувајте да излезете преку вратата наутро без да бидете сигурни дека сте целосно наполнети, додека сите ваши батерии не се целосно наполнети. Во ред, еве уште еден пример. Луѓе, денес полниме се. Го полниме овој компјутер, го проверуваме неколку пати на ден, гледајќи додека е наполнет. Ако се испразни, одиме и го вклучуваме. Ајде, доаѓа друго откровение. iPhone, ќе треба да го држите тоа бебенце наполнето. Ах, мој Боже, мислам ние повеќе би се отишле од дома без дел од нашата облека, отколку да заминеме без нашиот телефон. Јас сум сигурна дека повеќе од луѓето нема да возат 5 минути назад за да си ја земат Библијата. Ах, па ќе се преправаме како да не сум го рекла тоа. Ќе ја земам утре, нема проблем. Да, ќе седам во автомобилот и ќе ја читав Библијата за време на ручек денес. Но да, можам да го сторам тоа друг ден. Одиме назад за да си го земеме телефонот или праќаме некој да го земе. Не заминуваме од дома без телефон. Мора да имаме телефон бидејќи ние сме многу важни, а само Господ знае дека не може да бидеме исклучени од сите што ги знаеме ниту за 5 секунди. Ние мора да бидеме вклучени. Потоа имаме iPad кој треба да биде наполнет. Јас броев имам 10 уреди кои ги полнам. 10. Го имам и ова мало нешто кое го носам на мојот каиш кој ми кажува колку чекори одам. Сакам да знам затоа што секој чекор е калории. Потоа ја имам оваа машина која ми помага за затегнување на кожата на лицето. И тоа треба да се полни за да може да затегнува. Потоа имам специјално нешто за под очите и тоа треба да биде наполнето. Ајде, сите вие знаете што имате во куќата. Мислам, имате полначи што полнат, а полните се освен себе си. Јас сум толку фрустрирана. Не знам зошто толку сум фрустриран. Толку сум болна и уморна од сето тоа. Толку сум фрустрирана и Боже, веќе не можам вака. Некои од вас сте дошли на оваа конференција велики. Боже, ако ти не ми покажеш нешто оваа вечер, јас мора да добијам слово од тебе вечерва. Па јас имам едно, приклучи се. Дали некој забележа дека Исус постојано се измолкнуваше?
Мислам, тоа е таму насред служење. Има илјадници луѓе наеднаш, тој си заминува. Оди во планината за да се моли. Тие го следат таму така што тој служи уште повеќе, а потоа тој заминува на друго место. Сега, не се обидувам да додавам на Божјето Слово. Јас имам подобра идеја за да го направам истото. Најде да речеме дека можеби тој бил уморен. Можеби некои од глупавите работи кои ги направиле учениците го разочарувале од време на време. Можеби тоа е како: во ред, татко, јас само на кратко ќе избегам од ова. Некои од вас само: ах, мој Боже, кога јас научив да се тргнам од нешто пред да експлодирам, и исто како: во ред, моите батерии се празнат. Морам да одам да се наполнам. И знаете ли што? Не ми требаше долго време. Ти можеш да отидеш и да се заклучиш во бањата и да се наполниш за 2 минути. Вака. Во ред, Боже. Видете, ние сакаме да одиме во духот, затоа треба да бидеме доволно паметни, за да сватиме кога сме изморени. Треба да отидеме некаде за да се вратиме назад во нормала. Со тоа ќе почнем добар разговор. Некој ќе рече: каде одиш? Јас реков: јас сум надвор од себе и ќе се вратам. Се враќам за кратко и кога ќе се вратам ќе бидам при себе и ќе ме сакате повеќе. Прв пат го научив ова и почнав да поминувам време со Бог секое утро. Ајде да ви кажам нешто. Јас не излегував од мојата куќа без да поминам време со Бог. Едноставно не излегував. Не го правев тоа и немав последици од тоа. Ако Бог не ми помогне, јас сум готова. Ние мора да го имаме Бог. Фрустрациите се еднакви на делата на телото. Јас имав надпис на фрижидерот на кој пишуваше: фрустрацијата е еднаква на делата на телото. Бидејќи секогаш кога сме фрустрирани, ние самите работиме на телесното, обидувајќи се да направиме нешто, да се случи само што Бог може да направи да се случи, а тој нема да го направи тоа се додека ние не престанеме да работиме телесно и не отидеме кај Него и кажеме: Боже, ми треба Твојата благодат за да се случи ова во мојот живот. Прекрасна, чудесна благодат. Дали искрено мислиме дека Бог ќе не спаси и потоа ќе не остави да бидеме фрустрирани остатокот од времето? Јас можам да се сетам кога Божиот збор ме фрустрираше. Искрено ќе отидам во црква, ја слушам пораката, да речеме за устата или умот или: ах, што велите за ова? Покорност на твојот сопруг. Таа беше навистина добра за мене, бидејќи јас не знаев ниту да го напишам зборот покорност, а не да го правам тоа. Знаете, јас бев злоупотребувана од маж и еве каков беше мојот став. Никогаш повеќе маж нема да ми каже што да правам се додека сум жива. Слушнав неколку сестри таму. Но кога се заљубив толку многу во Исус што сакав да правам се што тој ќе ми каже, без разлика колку ќе боли тоа или што ќе чини, почнав да мислам: во ред, јас сум спремна да бидам покорна жена. Што и да значи тоа, ќе се обидам. И така ќе си направев план. Знаете, кога ќе ги правиме нашите планови, ние сме како балон кој е полн со врел воздух. Ние сме: ах да, слава на Бог, јас ќе си одам дома и ќе бидам сладка, ќе му служам на Дејв. И знаете понатаму. Ќе слушнев некоја порака и ќе си мислам: ах да, ќе му го сготвам умиленото јадење. Кога тој ќе каже нешто што не ми се допаѓа, јас ќе речам: да, мили. Така јас имам свој план. Мојата телесност беше полна со себе си. Дали го врзавте тој балон? О, не, еве го, еве. Јуху. Боже, толку сум уморна и ми е смачено од ова. Се обидувам и не ми е грижа што правам. Боже, ништо не ми се менува.
И еве каде сме. Потоа пак се надувуваме себе си. Да, слава на Бог. Јас зборувам премногу. Ќе бидам тивка. Требаше да ме видите кога решив да бидам сладка. Ах, Господи, имај милост. Ќе ви кажам некои од овие случаи утрено. Искрено и вистински. Јас бев христијанка долго време, но таму во 70-тите Бог навистина го допре мојот живот на многу уникатен и специфичен начин. И јас навистина чувствувам подлабока љубов кон него од било кој и тоа направи да сакам да го правам она што тој сакаше да го правам и добив вистинска глад за Божјиот збор. Но искрено се додека го научив ова што ви го зборувам вечерва, колку повеќе студирав, колку повеќе слушав пораки, толку повеќе бев фрустрирана, бидејќи се обидував да ги правам секоја од овие работи поединечно. Дали некогаш сте отишле во црква чувствувајќи се лошо и сте си заминале чувствувајќи се полошо отколку кога сте дошле, бидејќи сте влегле со 3 проблеми, но додека да си заминете знаете дека имате 10. Мислам, сите пораки ми беа потребни. Пред да сакав сериозно Бог да ме промени, си мислев, Дејв ги има сите тие проблеми. Не знаев дека јас ги имам? Потоа увидов дека јас имам проблеми и почнав да се обидувам да се менувам. Не можам ниту да ви кажам колку години загубив во работата на телесноста, обидувајќи се да направам нешто што само Бог можеше. Бев гневна на себе си, верувајќи дека и Бог е гневен на мене. Потоа конечно научив дека на истиот начин на кој сум спасена, на тој начин треба да го живеам својот живот. Преку благодат, преку вера. Преку благодат, преку вера. Се молев на Бог. Боже, јас не го можам ова. Сакам да го направам. Сакам да ти угодам. Ми требаш да го сториш тоа во мене. Потоа ако не видев некаков резултат следниот ден, не бев обесхрабрена од тоа. Јас велам, Боже, јас верувам дека ти работиш. Верувам дека ти работиш. Дали некој сте се молеле за некој и тој или таа почнале да се однесуваат полошо откако сте се молеле за нив? Знаете, тоа е навистина добар знак. Велите, дали е? Сигурно е. Тоа значи моментот кога сте се молеле. Бог почнал да работи во нив и тоа пресведочување ги прави да се чувствуваат полошо отколку порано. Како смеши коментаре да кажеме, па јас направив се што можам. Мислам дека ништо не ми остана освен да се молам. Знаете што? Јас научив молитвата да ми биде како дишење. Молете се за се. Не чекајте за молитва. Не чекајте додека да отидете на молитва. Ах, да, ќе се молам за тоа кога ќе отидам на молитва. Не, молете се токму сега. Еве ја мојата најдуховна молитва која што ја молам по 100 пати секој ден. Ох, Боже, помогни ми. Помогни ми. Имам 2 работи кои ги кажувам повеќе од било кои други. Те сакам, Исусе, помогни ми. Те љубам, Исусе, помогни ми. Те сакам, Исусе, помогни ми. Натре во мене тоа оди постојано цел ден. Пред да дојдам овде, те сакам, Исусе, помогни ми. Јас сум овде бидејќи го љубам Бог и заради она што тој го направи за мене. Нема многу што да ви понудам ако Бог не се појави, ако не работи преку мене. Јас сум толку многу зависна од него што тоа навистина е застрашувачки. Ме плаши помислата каква збрка ова ќе беше ако Бог не се појавеше. И знаете ли што? Тој никогаш не ме остави. Сум имала некои состаноци кои се биле подобри отколку други, но искрено можам да кажам, и го велам ова со сета понизност, ние имаме добри конференции секаде каде што одиме, а тоа не е сигурно заради мене. Тоа е заради Бог. Ќе бидеш восхитен што ќе добиеш од Бог ако само почнеш да се потпираш на него и да бараш од него. И кога ќе се чувствуваш како да си празен, оди и вклучи се. Не дозволувај децата да те задржуваат од приклучувањето. Не дозволувај пријателите да те задржат од приклучувањето. Пазарувањето да не те одвои од тоа. Не дозволувај ништо да те задржува од наполнувањето. Мора да се вклучиш, мора да ја наполниш таа батерија. Дали некој ме слуша? Знаете, како го читаме Словото е многу важно. Оваа книга е полна советувања, но ние ја читаме како закон. Кога читам овде, бидете љубезни. Тоа не е нов закон. И сега, ако јас не сум љубезна, Бог
е гневен кон мене. Тоа е ветување дека ако јас верувам во него и се потпирам на него, таа љубезност е во мене бидејќи тој е во мене и тој ќе работи преку мене, како што јас верувам во него и се потпирам на него. Тој не го прави сето тоа наеднаш. Тој е малку по малку од слава во слава. Малку по малку од слава во слава. Јас имам малку напредок и верувам. Верувам дека имам малку повеќе напредување. Имам малку повеќе напредок, верувам. Оној кој што го започнал доброто дело во мене е способен да го заврши тоа и да го донесе до крај. Бог нема да не остави недовршени. Тој ќе не однесе до крајот се додека ние сме со него и продолжуваме да веруваме дека Бог работи. Некој треба да има малку олеснување до сега. Некој овде почнува да се чувствуваш малку како мислиш јас не мора да правам нешто? Галатјаните вели, се додека ние живееме под законот или се додека се обидуваме да бидеме исправни со Бог преку законот, тогаш ние сме осудени на разочарување. Ние сме осудени на разочарување. Не можеме да успеваме се додека го читам ова и си мислам. Сега морам да бидам љубезна, инаку Бог ќе биде гневен на мене. Преку благодат ли си спасен и преку вера? Тоа е дар од Бог. Преку благодат ли си трпелив и преку вера? Тоа е дар Божи. Преку благодат ли си љубезен и преку вера? Тоа е дар Божи. Дали некој ме слуша? Преку благодат јас проповедам вечерва и велам. Преку вера правам добра работа. Но тоа е дар од Бог. Амин. Тоа е Божји подарок. Јас не можам да пеам како Израел, бидејќи тој го прави тоа со дар од Бога. Јас не можам да евангелизирам Африка како Рајнхард, бидејќи тој го прави тоа со дар од Бог. Но тие не можат ова што јас го можам. Зошто не престанете да гледате на сите други што прават и не престанете да се споредувате себе си со нив и да почнете да сваќате дека вие можете нешто друго што никој друг не го може. Ти можеш нешто што никој друг не го може. Амин. Ајде, сакајте се себе си. Знаете ли што велам јас секој ден? Ова ќе звучи како јас да сум една од оние жешки балони, но не го мислам тоа на тој начин воопшто. Ја добив оваа навика покасно. Секое утро кога ќе се разбудам, некогаш дури пред да станам од креветот. Те сакам, Господе, го сакам својот живот. Се сакам себе си, ги сакам луѓето. Се сакаш себе си? Се сакаш себе си? Да, да. Не ја сакам мојата телесност, но се сакам новата јас. Го сакам оно што Бог го создал внатре. Го прифаќам тоа и тоа е она која сум јас сега во Христос. А Бог се грижи за остатокот од тоа. Да, се уште сум малку груба понекогаш, но Бог знаеше кога ме спаси, тој знаеше се за вас кога ве спаси. Бог не е изненаден од тебе. Тој не вели: "Ах, мој Боже! Ах, Бонке, ако знаев каков навистина ќе бидеш ти, немаше никогаш да те повикам да евангелизираш Африка. Никогаш, никогаш. Немаше никогаш да го направам тоа ако знаев за сите твои слабости. И ох, Израел, ако знаев за сите работи што ќе ги направеше, сине мој, никогаш немаше да те повикам." Бог ги избра слабите и будалестите работи од светот да ги посрами мудрите, за да смртниот човек нема изговор за славење во Божјето присуство. Сега, единствените кои добиваат помош се понизните. Понизните добиваат помош. Тоа е добрата вест. Боже, помогни ми. Помогни ми. 1 Петар. Дали сте добри? Ајде, ја сакам притисокот да си замине. Треба само да кажете: "Ова е тоа, Боже."
Ти си добре дојден да направиш нешто околу тоа. Јас би сакала да мислам дека никогаш повеќе во мојот живот нема да направам грешка со мојата уста. Но не многу. Се сомнувам дека тоа навистина ќе се случи. Се уверив, поминаа скоро 40 години читајќи го Словото секој ден. Знаете што? Јас сум устата во телото Христово. Само понекогаш заборавам каде треба да функционирам, а каде треба да замолчам. Ви велам, се обидував толку напорно да бидам тивка, сладка и љубезна, и јас сум како... Знаете ли што ми се допаѓа кај мојот сопруг повеќе од се на светот? Дејв едноставно ме остава да јас се бидам јас. Тој сега, ако станам груба, Дејв ќе ми каже, но и ми се смее. Тој вели, тоа е тој стар оган за кој се оженив. И знаете, Бог не прима. Знаете ли зошто не ми правите услуга вечерва или не си правите на себе си? Зошто не престанете да се обидувате да давате на Бог се што мислите дека сте и зошто не му го дадете сето она што не сте? Ајде, јас не сум ова. Јас не сум. И ти можеш да го имаш сето тоа. Ние секогаш се обидуваме да му дадеме нему нешто што мислиме дека тоа ќе биде како... Неговата сила е совршена во нашата слабост. Тој намерно ги избира слабите и будалестите работи од светот, за да ги засрами мудрите. На Бог не му треба навистина способност, му треба достапност. А само кажете, еве ме Боже, ако можеш да направиш нешто со мене, на располагање сум ти. Ке бидеш зачуден што Бог ќе направи. Нели е точно тоа, Тереза? Оваа девојка тука прв пат кога ме слушнала била во затвор, а сега го проповеда евангелието насекаде. Амин. Стани, Тереза, и мавни им. Сакам да видат која си. Ах, мој Боже, во затвор, зашто? За продавање на дрога или поседување на дрога? За употреба на дрога и животот беше толку збркан. Луѓе, ви велам, Бог смета на неа. Кога Бог смета на тебе, тој ќе те направи друга жена, друг маж. Амин. 1 Петар. Така и вие, помладите, покорувајте им се на старешините, служителите и духовните водачи во црквата, давајќи им ја должната почит и предавајќи се на нивниот совет. Така тој веќе зборува за покорување на себе си, доволно за да слушнеш што сакаат луѓето да ти кажат, кои имаат повеќе мудрост од тебе. Се биле во нешто повеќе и знаат повеќе. И облечете се себе си со понизност. Мислам дека понизноста е клучна доблест. Слушност мислев на ова многу и веројатно сиот грев е вкоренет во гордоста, бидејќи гордоста беше гревот на сатаната. Јас. Облечете се себе си со понизност како облеката на слуга, така што тоа покривало да не може да биде одземено од вас. Сега ќе дојдеме до местото. Со ослободување од гордост и ароганција еден спрема друг. Зошто Бог, овде е она што треба да го запаметите. Зошто Бог им се противи на горделивите, на дрските, арогантните, дигнатите, вообразените, фалбаджиите. И тој им се противи, ги фрустрира и ги поразува нив. Зошто јас бе фрустрирана? Дали моите околности ме фрустрираа? Дали Дејв ме фрустрираше? Дали децата ме фрустрираа? Не, овде вели дека Бог ме фрустрираше. Ке речете, зошто Бог би го правил тоа? Тој се обидуваше да ме научи дека јас нема да го добијам она што го сакам ако не се понизам себе си и не дозволам на него да го направи тоа. Сега сватете го ова. Ајде.
Бог нема да ти дозволи да направиш нешто и ти ќе бидеш фрустриран и ќе одиш околу и околу истата планина, исто како јас кога одев. И се уште го правам тоа од време на време, се додека не се понизиш сами од себе и не кажеш: Боже, јас сум ништо без Тебе. Јас не можам да направам ништо без Тебе. Ми требаш. Помогни ми. И понизните ја